Чувството на страф и срам што колешката Бетка ги спомна се многу присутни кај децата кои што се во улога на жртви. Меѓутоа од ова што сега го слушам ми се надоврзува уште една емоција и такако присутна, а тоа е чувството на вина, односно стравот дека ќе биде виновна или ќе почувствува вина девојчето ако нели врати или ако нешто погрешно направи. И тоа се деца кои што се растени, воспитувани со намера да бидат нели да почитуваат, да бидат мирољубиви, да бидат срдечни, да помагаат, алтруистички да бидат насочени и така натаму. Меѓутоа многу често во разговор со деца доаѓам до еден заклучок, а тоа е дека молчат, бидејќи на тој начин чувствуваат дека ги заштитуваат останатите. Знаете, на секое насилство на крај како шлак на торта доаѓа закана и заканата се најчесто е ваква од овој тип. Само ако кажеш на некој, ќе видиш убаво што ќе ти се случи и на тебе, и на мајка ти, и на сестра ти, и на брат ти и така натаму. Децата кои што се во улога на жртва се неимаќни, тие се чувствуваат инфериорни во поглед на останатите, особено во споредба со оние кои што го вршат насилството.